Клучот и центарот на секоја активност треба да биде ненарушување на животната средина, намалени климатски промени, затоа што истите се предизвик и можност за раст и развој. Токму пониско еглеродниот раст и развој е можност за генерирање на така наречени зелени работни места, и токму 90% од анализираните мерки, така наречени мерки за облажување на климатски промени, се така наречени вин-вин мерки, значи мерки со двојна добивка, што значи дека на долг рок се со негативни трошоци. Ако на тоа се додаде и трошокот за лечење на последиците врз здравјето на луѓето, лечење на некои други последици врз животната средина, тогаш е недвосмислен одговорот дека да, вложување сега, инвестирање сега или уште наназад е многу подобар приод него лечење на последици отпосле. И токму затоа и не случајно новите политики се интегрирани енергетско-климатски политики. Климатските промени треба да бидат интегрирани во секое ниво на живење и обкружување, почнувајќи од просторното планирање, во политиките за биолошка разновидност, затоа што да, големи електрани, меѓутоа не на сметка на нарушување на природниот баланс или на биолошката разновидност. Мора да има интегрирање на политиките, не една на сметка на друга. И затоа можеби ваков интерсекторски пристап, кој што базира на научна подлога, е апсолутно одговор и правилен пристап за креирање политики.